Македонските и бугарски текстилци на мака недостигот на работници ќе им ги затвори фабриките. Млади кадри многу малку сакаат да дојдат на работа во текстилната индустрија, иако во Македонија, поготово во источниот регион, има доста инсталирани текстилни капацитети за производство. Ваквата состојба во текстилството во двете држави, меѓу другото, била резултати на односот на државата кон текстилната индустрија. И при нас, пак и при вас, този сектор. И кај нас и кај вас, текстилниот сектор не е приоритет на државата. Ние се трудиме да се наметнеме, со што ќе обезбедиме корист за текстилните фирми. Се случи това нешто. Производството во една компанија главно зависи од 3 фактори: знаење, технологија и плати. Првите 2 зависат од државата, третата од газдите. Моја мислење кога овие 2 работи кои што треба да ги усогласи државата, неминовно е да дојде до зголемување на продуктивност, а како резултат на тоа е зголемување на плата. Дополнително двата кластера очекуваат државата да ја тргне црната дамка од нивната индустрија. И мисля, че државата најмалкото това може да направи. Најмалку што може да направи државата е да им каже на младите дека има и иднина во текстилството и дека и во оваа бранша можат професионално да се надградат. Во македонската текстилна индустрија вкупно работат 42.000 работници или 42% од вкупно вработените во индустријата, кои лани реализирале 16,6% од вкупниот македонски извоз. Во бугарската текстилна и индустрија за облека работат 113.000 луѓе или 20% од вкупно вработените во индустријата, кои реализирале 12,6% од вкупниот бугарски извоз.